председателе, почитуван народен правобранител, денеска го разгледуваме извештајот за вашата работа за оно што е од пред 2 години, значи 2023. Разгледуваме извештај за 2021. И при разгледување на овој извештај би било соодветно, доколку имаше представници од извршната власт, односно од владата, бидејќи препораките и укажувањата се во насока на надминување на недостатоците и повредите на човековите права од страна на надлежните органи, односно од страна на владата. Законската поставеност на надлежноста на народниот правобранител се сведува само на превентивни дејства и истиот не е овластен за донесување на правно-образувачки одлуки при вршењето и контролата врз работата на државните органи. Народниот правобранител дава предлози, сугестии, совети, соработува, подучува и така натаму. Како носител на функцијата тој би требало да биде транспарентен. Во 2021 народниот правобранител примил 2686 представки, од кои 389 предмети се пренесени од претходната година, значи вкупно има околу 3075 предмети. Сега од тие 3075 предмети заведени во 2021 година, народниот правобранител покренал постапка по 2085 од нив. Од сите тие, дури повеќе од една третина констатирал повреда на човековите слободи и права и интервенирал со цел отстранување на повредите, односно остварување на правата на граѓаните, односно на подносителите. Најголемиот број на примените заведените представки се однесуваат на заштита на правата од областа на правосудството, и тоа 436, што представува дури 16% од представките. И тука не треба да се чудиме зошто во таа година довербата во судството е 8%, за жал, значи од 9 граѓани, односно од 10 граѓани 9 не верувале, а тој процент годинава видовме дека е паднат дури и на 4%, значи преполовен. Народниот правобранител убаво го нотирал и тоталното потврдување поради неспособност на Министерството за внатрешни работи во делот на издавање, промена на личните карти и документи, односно, иако МВР имало податоци дека голем број на граѓани поради пандемијата истите не си ги обновиле во предвидениот рок, нешто што не е превземено од страна на МВР. На овој начин, поради неспособноста на МВР, во одреден сегмент и во одреден период на време во прашање била доведена екзистенцијата на граѓаните. Внимавајте, поради неможноста да си ги подигнат своите плати, пензии и средствата кои ги добиваат на име социјална помош. Народниот правобранител оценил дека е недозволено слабостите во системот за издавање на лични документи во Министерството за внатрешни да се прекршуваат врз грбот на граѓаните и неоправдано да им се создаваат дополнителни проблеми и трошоци. Посебно што во принцип станувало збор за категорија на граѓани кои спаѓаат во групата на повозрасни, односно постари лица, кои не ги користат дигиталните технологии, туку оние традиционални банкарски услуги, односно пензиите, платите ги подигнуваат непосредно на шалтер. По интервенција на народниот правобранител, банките за подигање на средствата на граѓаните почнале да ги признаваат документите. И зарем треба народниот правобранител да интервенира за нешто што е оврска на Министерството за внатрешни работи. Мислам дека ова е срам и за Министерството за внатрешни работи и ова е континуитет на неодговорноста која владее во Министерството за внатрешни работи. Ќе ве потсетам, во наведената година што ја дискутираме, имаше проблем нели со издавање на регистарски таблици, пасоши и така натаму. Во тој период дури поранешниот министер за внатрешни Наќе беше крив, односно виновен. Колку полицијата нема никаков авторитет покажува и фактот што во овој извештаен период народниот правобранител евидентирал зголемување на бројот на представките, кои се однесуваат на нерасветлени кражби, односно неоткривање на сторители на кражби, особено во реонот на градот Скопје. По постапка на испитување на наводите на граѓаните за нерасветлени кражби, по домовите и кражби со насилничко однесување за одземање на предмети од граѓаните, значи паричници, накити и така натаму, народниот правобранител утврдил неефикасност и неуспешност на полицијата во расветлување и откривање на сторителите на овие тешки кривични дела. Значи, неефикасност и неуспешност на полицијата. Според податоците добиени од единицата за внатрешни работи во Центар и Битпазар, во ова подрачје, во текот на 2021 година, биле евидентирани 119 пријави кои се однесуваат само на тешките кражби, извршени на дрзок начин, од кои биле расчистени само 16 јавни места и јавно превземено ни представува серија од ваков вид се уште не се расветлени. Зборувам за извештајниот период. Овие бројки сами по себе говорат
за ниска ефикасност. Токму тие полицајци крадат бакар од трафостаница во полициската станица Чашка. И за тоа имаме напишано и никој нема превземено ништо. Високи полициски началници се пукаат едни со други, значи употребуваат огнено оружје еден против друг. Во кафеани го загрозуваат животот на граѓаните, што треба да ги штитите. Видете го парадоксот. За каква ефикасност можеме да зборуваме тука? Овде станува збор за целосна криминализираност на највисоките структури на МВР, а ние треба да зборуваме нели за ефикасност. Овде не станува збор за изместени приоритети, туку за целосна узурпација на државниот апарат во криминални цели. Да продолжам. Во текот на 2021 година во областа на полициски овластувања се евидентирани вкупно 117 представки. Оваа извештајна година, како и претходната, граѓаните се жалеле на следново, цитирам: недоволно превземање на мерки од страна на полицијата за откривање и фаќање на сторители на кривични дела, непревземање на мерки по кривични пријави и други поплаки, неукажување на помош од страна на полицијата и заштита на граѓаните, како и неосновано одземање и враќање на предмети во полициска постапка. Дел од поднесените представки се однесувале на неосновано и противзаконско лишување од слобода од страна на припадниците на Министерството за внатрешни работи и неосновано приведување и неосновано повикување и задржување во полициска станица. Внимавајте, ова полицијата не работи тоа што ја работи, туку работи тоа што не ја работи. Народниот правобранител констатира дека пријавите на граѓаните само фигурираат во евидентна книга на дневни настани по полициски станици и по нив најчесто полицијата постапува само по писмено или усно предупредување кон, односно од страна на пријавените лица. Загрижува и поразително е што во многу случаи Одделот за внатрешна контрола во постапките за утврдување на одговорност на полициските службеници е солидарен и ја држи страната на полицијата. Недоволно ги цени наводите на поплаките на граѓаните, не ги вклучува и нив во постапките и недоволно ги почитува констатациите и укажувањата на народниот правобранител. Че ова се констатации на народниот правобранител. Во многу, ај што крадат, ај што се пукаат, ај што се неспособни да откријат кражби, а гледаме во последно време и убиства, како од филм, згоре на тоа системот за внатрешна контрола и не функционира. Зошто? Затоа што е под целосна партиска контрола на партискиот министер Оливер Спасовски. Не само што се работи за непочитување на правата и дигнитетот на граѓаните од страна на внатрешната контрола на МВР, туку во прашање и репутацијата на работата на полицијата воопшто. И токму затоа 3 од 4 граѓани немаат доверба во полицијата. Македонија нема функционална полиција и тоа го видовме во изминатиот период. Односно, Македонија нема државен апарат во кој граѓаните веруваат и кој е способен да ги спроведе законите. Во најмала рака, министерот за внатрешни работи досега требаше да си поднесе оставка. Благодарам. Има збор